Zmiji, лилијаци и друг вид на екзотични животни се популарна храна за делови од Југоисточна Азија, каде се сметаат за деликатес и добар извор на протеини. На забави, на прослави, на годишнени, ако се служи месо од zmiја или лилијаци, веднаш се оди кон тоа, зашто се смета за деликатес. Но купувањето и консумирањето од пазарите за диви животни сега се смета за ризично, откако експертите објавија дека заразниот коронавирус најверојатно дошло од животно на човек на локацијата Вухан во Кина. Лилијаци, zmiji и од неодамна и мравојат се верува дека помогнале да се шири вирусот. Кинеската влада ги затвори сите пазари на живи екзотични животни ширум Кина и забрани лов, купување или продавање на илегални диви животни за конзумирање. Јасно дека кинеската влада свати дека вирусот имал такво влијание заради слабата регулатива и недоволна контрола на тие пазари. Крафорд Алан е од Светскиот фонд за заштита на екзотични животни во Вашингтон. Мислам дека следат големи казни и стрикна контрола на пазарите. Алан вели, најдобро е сите вакви пазари да бидат затворени за да се спречи слична појава во иднина. Има пазари во Индонезија, Виетнам, Лаос, Мијанмар, каде може да се случи истото како во Вухан. Кај овие држави, нова регулатива и забрани пенетрираат бавно. Лилијаците и zmiите се уште се популарни во Индонезија и покрај опаѓањето на продажбата за 50%. На луѓето не им е страв да јадат месо од илјак или zmiја, затоа што тоа е традиционална храна со години. Алан вели дека прашањето не е само ризик по здравјето. Се надевам дека со забрана на овие нелегални пазари ќе помогне да се заштити светот на екзотичните животни. Тој се надева дека лекциите од COVID-19 ќе бидат научени.